Делчево трага по 31-годишниот Даниел Ѓорѓевски, кој 3 дена се води како исчезнат. Семејството и соседите со поддршка на полицијата во очи го пребаруваат теренот и ги проверуваат сите информации кои можат да ги доведат до младото момче кое утрото на 17 август го оставило мобилниот телефон дома и заминало во непознат правец. Куќата каде што живее Даниел денеска беше празна. Неговите браќа и соседите од утрово го пребаруваат теренот во родното место кај Драмче. Браќата се му да тражат. Да тражат по Драмче таму дека како е, не знам, не мога ти кажа ни јазик што е. Виж са бале ојде рано. И жената ојде со них заедно, поти она познава терено таму кој каде е. Ама, кој знае, трети ден е. Потеклото има таму, кака. На татко му потеклото таму. Даниел е сирак без родители, заедно со неговите два браќа и сестра, живееле во голема сиромаштија, но пролетва со кредити успеале да иззидаат нова куќа. Стара беше. Таа сега го направија. Пролетта. Иначе, и утепеше, ако забранеш дошт повеќе, точно ќе и потрупаше. Ама те нешто излип. Испадна им среќа на децата, кредити се земали, јас се разбрах дека кредит Даниел земал и брат му, што е... Сите соседи на Даниел се во паника и апелираат да се трага по момчето кое било мирно и многу работливо. Трудолюбиво едното одеше по смрики, та пред мене замине, однесе тие што предава. Кога ојдеве тога и тога. Браво сме дете, поштуваме, јас сум бербер и некој жмете дојде у мене у гараж што го стригам. Значи, што да се прави, ја не знам дека е тоа дете. Па башча му може да има 3 години кај е починала, а сега маќе му почина. Нема ни половин година. Се са сами. Одило, вика, кажува, одило по смрика. Еле гледаш сиромаштија. Од СВР Штип информира дека Даниел Ѓорѓевски е пријавен за исчезнат на 17 август и дека полицијата ги презема сите мерки за негово пронаоѓање. Потрагата по Даниел е втора за 1 месец во Делчево и Македонска Каменица. Се уште безуспешно се трага по 47 годишниот Ацо Јовановски од Македонска Каменица, на кого му се изгуби трагата пред 1 месец на Руен.